И денеска тензична собраниска расправа за предлог законот за употреба на јазиците. За пратениците на ВМРО ДПМН со измените во овој закон се воведува двојазичност на целата територија на државата, а за пратениците на СДСМ и на партиите на албанците во Македонија со овие измени само се унапредуваат правата на етничките заедници. Бранко Маноиловски од ДУИ од собраниската говорница порача дека проблемот со јазикот мора да се реши, велејќи дека тоа е еден ураган кој кога тогаш ќе направи големи проблеми. Албанскиот народ сакат албански јазик. И нема више дискусија туе, ќе си го добие. Да, али проблемот е овој. И кај албанците, и кај македонците, ова е национална мржња, ова не е јазикот проблемот. Национална мржња. Ја тоа најдобро од сите го знам, затоа што се реков дека сум албанец, а сум раснал како македонец, и видов што значи таа национална мржња. Сите вие овде, кој би отворил срцето, ќе видам или големи македонци, или големи албанци. Али ниеден не сте реални. Дај, отворите мало, извадите, вие многу се борите со тоа законот, ова закон. Нема тој закон и гачки и палаври. Тоа се знаете едно, јазикот мора да се реши. Вие сакали или не сакате? Пратеникот Илија Димовски од ВМРО ДПМН во својот говор уште еднаш посочи дека законот во 90% од членовите е неуставен и излегува од рамките на рамковниот договор. Реплицирајќи му на Маноиловски, Димовски истакна дека законот се носи во пресрет на локалните избори, за да се прикрие неработењето на ДУИ. Затоа Чичко Бранко, убави се романтичните говори. Ние сите имаме намера да дискутираме и да го решиме ова прашање, затоа што не смееме да дозволиме национал романтизам и емоционални моменти кога треба да зборуваме за рационални работи. Но ве молам, немојте да ги покривате, вие не сте крив воопшто, но немојте да ги покривате вашите колеги од ДУИ, кои што своето неработење и криминално работење сакаат да го покријат со носење на ваков закон, прекршувајќи устав, Охридски рамковен договор и делови во очи на избори. Расправата по законот за унапредување на законот за јазиците не е известно колку време ќе трае, со оглед на големиот број пријавени пратеници за збор. Инаку расправата следи откако беше исцрпена комисиската расправа. Предлог законот е со европско знаме и треба да се донесе по скратена постапка.